И здраво бациња, како сте? Добре дојавте у ново видео. После толку многу долго време, пак видео кај што се снимам пред мене, односно фейскем видео. Насловот кажува нешто, но не доволно. Најпрво ќе почнем да зборам за мене, односно за моето видео кражба од детството, кој што го направив поради непочитувањето од страна на Благадуша кон мене, односно кон сите вас, бациња. Потоа Благадуша не верувам дека го свати лошо или грешно, туку го преврте како на него што му одговараше и направи 2 до 3 видеа, од кои што едното беше лайв, во кој што се збореше за мене и јавно ме повикуваше. На тој лайв Благадуша кажа дека ние, бацињата, сме избустани и сме гледани поради тоа што сме имале видеа со Бамбо, со Джипи и со Боби Битбокс. Следен пат шекерче, добро истражи пред да кажуваш. Баш нив ги немам ниту еднаш. Благадуша форите рече кај ги видел кај некои јутубери, помеѓу кои сме ние, бацињата и наполитанки. Дури викаше дека поише ги гледал на наполитанки форите него ли моите фори и не знаел од кај доаѓаат. Гледај баце, а знам дека си тајно баце. Дури да си ги гледал на наполитанки форите, они во било кое од тие 2 видеа што ги имаат со фори, 50 пати напоменуваат форите на Стојан, баце фори, лажеш благо, лажеш душо. Потоа, истиот јутубер беше повикан на лайв кај некој друг јутубер кој што немаше никаква допирна точка со оваа ситуација, бидејќи ова беше само помеѓу мене и него. Беше повикан кај него на лайв и во повеќето од времето како вистински мажи збореа за мене. А јас не знам зашто не бев повикан на тој лайв. Добро, ајде да кажеме го направи лајвов. Али не знам зашо не можев да го слушам овој другиот јутубер што збореше, мислам, не можев да му го слушам гласот, сигурно имале некакви технички грешки, бидејќи баш кога ќе збореше Благадуша, совршено го слушав. Се извинувам, да, се извинувам. Моја грешка, мој лапсус. Јас боледувам од една многу ретка болест, многу ретка болест. Јас само боледувам од таа болест. Таа болест се карактеризира со тоа што не слушам ирелевантни луѓе во одредени ситуации. Драг јутуберу, прозирен си, а и небитен во таа ситуација. Преминуваме на него. Тој јутубер, односно овој ирелевантниот јутубер, не го познавам лично и не можам да зборам за него во тој контекст. Иако, ако играм според негови правила, тогаш би можел слободно си земам за право и да зборам што сакам за него. Но гледайте, ја не го правам ова за слава и за вјуз, така да ќе го зборам само тоа што го знам. За овој ирелевантниот јутубер сите викаат дека е ваков, дека е онаков, дека е лош, дека е ова она. Јас ќе кажам само едно. Навистина си има сменето. Океј, 10 денаркиве и 50 денаркиве се смени, ама пак исто вредат. Добро. Овој ирелевантниот јутубер во оваа ситуација се појави на лайв кај Петар. Не тој од пола метар, друг Петар. Only Петар. Се појави на лайв кај него и тогаш уствари почна да се издава колку навистина си има сменето. Најпрвим почна да му се смејува на Петар бидејќи стримал за само 50 души, што укажува дека он снима за бројки. Потоа кажа дека нема љубов, дека се е бизнис и пари. Тука сакам да застанам и да кажам дека никогаш нема да ви се умилкувам и да ви кажам како сте најдобри, како ве сакам, едноставно да ви лижам грст од 2 работи. Првата е затоа што јас не ве гледам како пари и немам потреба тоа да го правам. А втората е затоа што се знае дека бацињата се најдобри. Нема потреба тоа да го кажувам. Сум го кажал тоа еднашка и втор пат ќе го кажам ако нештото се смени. А не верувам дека ќе се смени. Јас немам фанови, ани комплекси и нема да искочам надвор и да се фурам, да се правам дека сум некој нешто. Јас имам бациња. Јас сум нормален човек, нормално баце. Ништо поразличен од другите, односно тие што ме гледаат. Не терам никого на хејт, да не испадне после Стојан рекол оди хејтете го оној, оди хејтете го оној, затоа што и стварно така испадна последниот пат. Туку сакам само да ви кажам нешто, поточно да ве прашам. Дали сакате да бидете почитувани и гледани како пари или гледани како нормални луѓе? Вие одлучувате. По сето тоа, односно од кога ирелевантниот заврши со својата мисија како спасител на Благадуша, тоа му беше мисијата, мислам замислата, па сега колку успеа не знам. Значи, после сето тоа, некој од неговата ирелевантна банда стави стори, а потоа и во видео го кажа тоа дека ни за една драма не сте способни. Хештег бљак. Јас најискрено се пронедов во тоа и тоа многу добро се пронедов во тоа. Без разлика дали било за мене, јас сметам дека е за мене и не знам што да кажам, мислам, што требаше, да закопам некого 3 метра под земја, да не го земам предвид тоа што он се трудел пред тоа толку години и све тоа да го занемарам и да срушам некого. Не можам, немам таква душа. Јас не ни пробав да направам драма, јас само направив реакција на неговото видео кој што беше чист непочит кон мене, односно кон сите нас бацињава.
односно вие ја создадовте драмата од тоа видео. Значи, не сте способни ни за една драма. Бљак. А сега ќе се напијам една ракија, бидејќи сум педерче и пичка и не сакам поише да зборам за тебе. Иначе, извинете што колку траеше ова видео, но имам се уште да кажам уште две работи. Едната работа е тоа што јас за разлика од други снимам рекреативно. Во ниеден момент не сум размислил дека ја ќе заработам од ова, дека ќе станам познат или воопшто не сум го ни започнал ова за да се испромовирам себе си поради тоа што сум нешто друго во животот. Снимам затоа што ми е убаво и имам чувство дека имам нешто во себе и тоа нешто треба да го дам на вас. Секако за без пари. Без разлика дали јас стварно ќе почнам да заработам од ова, без разлика што и да се деси. Сум почел да снимам за 50, за 100, за 200 views. Сега снимам можеби за поише views. Без разлика после ова, после се. Дали ќе бидат 50, дали ќе бидат 50.000, дали ќе бидат 100.000. Не ги гледам поруките. Снимам затоа што ми е убаво и ќе снимам се до моментот додека не ми текне и ја не снимам више. Иако такво чувство не верувам дека ќе имам ускоро време. Последна работа за денеска е тоа дека Бамбо се смири со Блек. Не бев 100% сигурен во тоа и затоа решив да му пишам и да го прашам да видам што е стварно работава од прво лице. Он ми мавна првин син и после едно, не знам, пола сат ми стави само срце на таа порака и не ми врати ништо. Викам, што е работава, као, до тој момент не сакаше ни името на Дейвид Блек да му го спомнеме, а сега не сака да ми одговори на тоа. Се реков може би имал работа, ги прашав другиве јутубери што се, дали на нив им кажал. Они ми кажа исто. Им ставил само срце и не им одговорил ништо. Сакам да кажам дека многу работи се испомеша и стварно не го очекував ова, Бамбо ме разочара. Стварно. И тоа беше тоа за ова видео бацање, се надевам дека ви се допадна, се надевам дека успеав да ви доловам се што се деси периодов додека јас бев во зимски сон околу тоа прашање, односно околу драмава. Се напијам сепак една ракија затоа што не сакам да зборам за сето тоа, сепак сум педерче и пичка. Тоа беше тоа за ова видео, се гледаме у наредно видео, чао!